Добър ден на сите. Надзорство на член 48 от Закона за локална самоуправа, член 23 от статутът на община Богданци и член 46 от деловникът на СОВ-та на община Богданци е отворен 55-та седмица на СОВ-та. Констатираното на съдницата са присъствени 9 съветници. Според това постои кворум за работа и отлучуване на СОВ-та. Са материалите ви е доставили записникът от 54-та седмица на СОВ-та. Отварям дискусия по иска. Дали има забележки? Доколко няма забележки, искат да ставаме усвоивани. Кой е за? Констатирам дека записникът от 54-та седмица е усвоен без забележки с 9 гласа за. За работа на оваа седмица определяме следния дневен ред. Точка 1. Инициатива за възпоставуване на меѓуопштинска соработка. Точка 2. Предлог одлука за възпоставуване на меѓуопштинска соработка на община Богданци с община Гевгелија. Точка 3. Предлог годишен план за вработуване на община Богданци за 2025 година. Точка 4. Предлог одлука за продължуване на работа на време на гостителски обекти во населено место Гявата, община Богданци. Точка 5. Предлог одлука за продължуване на работа на време на гостителски обекти во община Богданци. Точка 6. Годишен извещай на ООО Петър Муса Богданци за учебното 2023-2024 година. Точка 7. Годишна програма на ООО Петър Муса Богданци за учебната 2024-2025 година. Точка 8. Годишен извещай за ООО Кирил и Методи Стояково за учебната 2023-2024 година. Точка 9. Годишна програма на ООО Кирил и Методи Стояково за учебната 2024-2025 година. Точка 10. Предлог измена на годишен план за вработуване на ЙОО Дом на култура Бран Петруша Богданци за 2024 година. Точка 11. Предлог годишен план за вработуване на ЙОО Дом на култура Бран Петруша Богданци за 2025 година. Точка 12. Финансов извещай за материалното и финансово работение на ЕПА Комунална чистота Богданци за периода от 1.1.2024 – 30.6.2024 година. Точка 13. Предлог годишен план за вработуване на ЕПА Комунална чистота Богданци за 2025 година. Точка 14. Съветнички плаши. Отворена дискусия по предложение от дневен ред. Дали се явява някой с блат? Бидейки никой не се явява в сбор, дневният ред го става на усвоиване. Кой е за? Констатирам дека дневният ред е усвоен едногласно с 10 гласа за. Но меѓу време не се предложи. Минуваме на работа по усвоение дневен ред. Точка 1. Инициатива за възпоставуване на меѓуопштинска соработка. Първата и втората точка се отнесуваат за възпоставуване на меѓуопштинска соработка на община Богданци с община Гевгелија и тоа во делот на инспекцијските служби, поточно за градежен инспектор. Бидејќи градежниот инспектор на община Богданци е на неплатено отсуство, се јавува потреба од воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу двете општини, каде што општина Гевгелија ќе ги врши овие работи за сметка на општина Богданци. Благодарам. Дали некој се јава во збор? Повели Михаил? Морам да констатирам въз основа на оваа инициатива за възпоставување на меѓуопштинска соработка дека градежниот инспектор заминал во странство, преплатено отсуство. Тоа, почитувани колеги советници, значи само една работа, платите се ниски во општината, овие кадри ние како општина не можеме да ги зачуваме и замислете како градежен инспектор си земал неплатено отсуство и си заминал во странство да се работи. До тука е дотерана работата во нашата држава, во вашата земја, како сакате кажете. А не и тоа? Ваша е, наша е. Благодарам, Михаил. Дали некој друг се јава во збор? Јас ќе земам збор. Значи за мене крайно несериозно е да имаме градежен инспектор, да имаме потреба од градежен инспектор во моментот
и ние да го пуснем градният инспектор да биде на неплатен одмор. Значи, не знам колко средства от община Богданци се изтрошават за вработени в община Богданци да добият лицензии, трошат горива, трошат да одат на семинари, на такви работи и сега ние се доведаме в ситуация да гражданите инспектор се вземал неплатен одмор и община Богданци няма граждан инспектор. Значи, не мисля, че им са ниски плата, не знам колко им са. Не знам колко им са, значи има и друга опция. Доколко не сакаш да работиш, има опция да си дадеш отказ. И аз няма да поддържам вам мегиопщинска соработка и тя апелирам до началникът во най-кратко може да комуницира с градният инспектор, доколко не планира да работя в община Богданци, да си даде отказ, в община Богданци се пристапа да се запосне нов граден инспектор. И за воиднина ќе апелирам да се правят договори от и така не бе. Значи не може, ги обучаваме, ги лицензираме се и вземуват силата до община Богданци. Ние после допълнителни средства за надварешни членове, за мегиопщински соработки, за това от мене няма подачка по две точки. Поели Карпеев, Карабаш с Бог. Потпълно се съгласвам с вас. От сгор до сгор. Но дали ние сега може да оставаме общата без инспектор? Да ни отговорят от администрацията, ако нямаме инспектор, кой ќе ги тере неговите обвързки? Подносител от нова точки градоначалник от нея тук. Не знам, ако може общинската администрация, не знам дали може да ви отговоря. Аз първо не знам дали има потреба, дали има... Ама не, от това сигурно е по потреба ќе биде викано лицето от Вигилия, така? Как ще разберем? Во одлукта после това е набедено, ќе биде и плаќањето ќе биде по извършени работи, бидат на работите, той ќе биде накнено во договор после това. Значи, доколко нема градежен инспектор, како и предходно, нема да се постапаме. Секој ќе граде Ние сега ще. Так, да се носи некој отговорност за това. Защо? За това си оправо 200% него. Помни Михаил? И аз не знам защо вие мислите дека градежен инспектор ќе најдете со оваа плата што ја нуди општина. 28.000 денари беше. Нето плата. 28.000 информация. Да, знам, колега. Повеќе са плата. Огласот толку. Кога беше примено во инспектор беше толку. Па нека и 30.000 денари. Реалната плата на градежниот инженер, архитект на пазарот е над 50.000 денари. Ако вие успеете да најдете градежен инспектор кој што ќе оди, ќе се спротиставува на диви градби, ќе изготвува решение, ќе носи решение за уривање, ќе дава дозволи за изградба, ќе одговара за тоа. Ако вие најдете таков градежен инспектор за 30.000 денари, еве нека се, слободно најдете и вработете. Слободно. Први основа работа. А втора работа е неодговорно е да не се гласа оваа меѓаопштинска соработка и да не се постапува. Бидејќи така ќе немаме воопшто тело за регулација, а другата работа е што може би и не би било потребно, бидејќи немаме генерален урбанистички план, па не може да се гради во Богданци. Па и нема потреба од градежен инспектор. Ако гледаме и од другата страна на работите. Значи, ние сме... Не знам кој збор да го употребам, за да објаснам ситуацијата. Не знам. Колега Михаил, само да го изправя, значи плата е доста по-голема от вашата сума, вие ще го кажете. Значи от старт 30% е неговата по-висока от основата ще го кажете, така да не би се казва да лицитираме с колко плата взиме и как и шо. На крајот на денот пак кажам, значи одиш да работиш негде, дек ще ти отговарят условията и дек ще ти отговарят платата. Съвработил тука, сме му възмежили като община сме му възмежили много
Значи он е знаел и с каква плата ќе взима и се можел во истиот момент да се дава отказ или да не аплицира за работно место. Закон дозволил или не платено? Дозволено. Епа, има тук ли нещо незаконско? Значи, Не оспорваме ние. не го спорно, не е било спорно отговорност, значи ако Вие лавте за етика и за морал. Така? точно така, да, работиме за... Едно е етика и морал, едно е закон. Во Закон приватна има. фирма може колко сака да се дава секој неплатен во институции, дека што граѓаните и помнат бюджетите и теплото, мислам треба да се размисли прво за да се работи за таков кадр. За таков кадр. Ето тоа се различно мислење има, за тоа се познато што Карпер. Тоа сака да го кажам, от елицата е започнал пред 2 години. Знаеше колко това е плата. Са войде и война за кој ќе дигна, за да влезе. Се сеќаваме, не беше тоа през 100 години. Оле, Овие права се дозволени од нашата влада и држава. И секој вработен си чим ги го следуваат тие права, он си има свое право на одлучување што и како да прави. А нашата држава, ако нема ред да воспостави за вакви работи, не сме ние тие тука што можеме тоа да го сносиме. Тоа се случува и во образование, и во здравство, и во општинска администрација, ама знаеш што? Кога ти е сигурно местото подпишено, немам јас проблем, никој не може нити да ме избрка од работа, затоа си да трчат од државна администрација. Нема дека не постои воја. Кога доктори взимат неплатен одмор, кога наставници взимат неплатен, што останало за еден градежен инспектор? тоа опција да не му се дава неплатен одмор. Значи можеш да му дадеш, можеш и да не му дадеш. Толку Да, законски е стварно сега не ги тоа прашање. разберам. Дали може да не му се дава? Не знам. Може да не му се дава како. Може да не го се одобре. Оле, стои. Овој градежен инспектор од Гевгелија. Зошто мора да биде од Гевгелија? Одговор може да Венер некаде, ако не според мене може да биде од друго место. Друго нешто. Овој градежен инспектор е запознан за проблематиката и урбанизмот во Богданци. Тој си гледа за Гевгелија, сигурно не гледа за Богданци. Ќе дое интерно тука, ден, 2, саат, 2, 3, 5. Голем праша логика него. Колку го интересира и колку сак да биде тука што треба в нашата општина. Друго, чии интерес е и со која енергија ќе работи тој човек тука од Гевгелија и на кој начин ќе заврши неговата функција. Ќе биде тука, ќе седе, ќе разговара во општината. На пол. Значи, цела постапка е много несериозна. Друг начин, дали може да наеме или не може да наеме, не знам. Граничално го не е тука, изгледа не го интересира оваа работа. И според мене, во не треба да биде така. И мислам од сета оваа работа ќе има само уште един голем неуспех. Сега ви кажувам, а за исто вака разговарам после некој време, ви кажајте да не биде така. Ако сака да не ми дава одговор, ако сака да мора за прашањето. Първото прашање е зашто од Гевгелија, зашто не од друго Значи, место. предлогот на градоначалникот за да биде од Гевгелија е затоа што се оди со соседна општина, Дојрана немат градежен инспектор, а исто така ова лице и претходно беше ангажирано со меѓуопштинска соработка, допред да биде вработен инспекторот, истото лице беше ангажирано пак за општина Богданци. Дали друг Оле, Никола? Аз ще се бунти за вода, не го Напълно се съгласувам с усите со председавачите си Михаил, колега Миле. Самолет се. Значи, Само ти угасна. тоа е проблем во цела држава, како што кажа и колешката Тарова. Значи, ако има законско право, ние не може да му го ускратиме законското право. Ако сака да користи, може сме го замолиле да взема неплатен, да не даде веднаш отказ, може да се врати. И да даде отказ во моментот, следниот што ќе го работиме, пак година дена ќе нема овластување да постапи по пријав. Значи, овој инспектор ние за, како да кажем, за итни ситуации, доколку се јави проблем, значи да реагира по пријав. Да не оставиме општината, да некои соседи се изтепат, да кажеме едноставно, да нема кој што
да нема кој да реагира, бидејќи општината без градежен инспектор ќе не може да реагира по ниеден основ. Значи овој инспектор ни е за итни ситуации да не дозволиме самоволие кој сака тоа да прави. Благодарам. Тешко ќе се најде, бидејќи ги нема, а колега Стоимер, мислам оти катастарот е во општина Гевгелија. Имотно-правни се во општина Гевгелија и не можеме ние да гледаш. Говори правната служба дека доера нема. Најблиско и најадекватно и ние општина Гевгелија. Така да човекот веќе бил ангажиран, значи не постапува, нема потреба од запознавање, тие си ја знаат работата и постапува по пријава, не постапува по... Благодарам. Благодарам, Статлов. Повели Шалдадов. Мислам, ние сме да се доведени во ситуација од двете зло да го измерва помалечко. Значи, човекот го нема, што го нема, што е за нас сега важно, да немаме никаков или да ги најмиме граден инженер кој каква таква не оди ќе среда работата, тука ќе вода нека евиденција. И затоа јас мислам да е подобро да го прифатиме вакво решение, отколку да го одбиеме од тоа што проблемот ќе биде уште поголем. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг се јава во збор? Никој не се јава во збор. Точка 1. Иницијатива за успоставување на меѓуопштинска соработка ја ставаме гласање. Кој е за? Кој е против? Здржани? Констатирам дека точката 1 е усвоена со 9 гласа за и 1 глас воздржан. Точка 2. Предлог одлука за установување на меѓуопштинска соработка на општина Богдановци со општина Гевгелија. Значи, ова одлука води последователно на прифаќање на иницијативата и после донесување на ваква одлука се случува договор помеѓу двете општини кој што се доставува до Министерство за локална самоуправа и се објавува во Службен вестник. Дали некој се јава во збор? Повели Стојме. Остварување на меѓуопштинска соработка со општина Богдановци со општина Гевгелија. По последно време многу не води соработката со општина Гевгелија. Смислено или несмислено, не знам, намерно, не намерно, тоа не е толку битно. Ама сигурно гевгеличани не сакат да извршат работа како што треба ние да си извршиме сами дома. Оваа соработка што стварно толку добро води напреди, се гледа и по фудбалскиот натпревар што беше пред 4 дена. Значи, ние во општината или ние советниците, сериозноста на проблематиката со кој што се соочува општината, треба да ја ставиме во прав план и да почнеме да работиме. Ове се што случува со овој дневен ред, тоа е нешто што знам далеко од сериозно. Начално пак не е тука да каже нема проблем, па му се поставува прашање. Вој со македонски збор е крвен живот. Така, мислам, со такви соработки нема проблем, тоа далеко ние да има соработка со Гевгелија. Али за домашните работи треба да си ги решиш ти, друг нема шанс да ти ги решиш. Повели Михаил. Морам една реплика, колега Дронов. До пред 2 години постоеше оваа меѓуопштинска соработка помеѓу Гевгелија и Богдановци во делот на подалба на ингеренциите на градежниот инспектор. И пред 2 години стигна на седница годишен план за вработување, ново отворено работно место, градежен инспектор во општина Богдановци, кој ше јас го гласав, само јас го гласав, да го подржав предлогот на градоначалникот, биде инспектор. За жал, од вашата политичка партија бев нападнат тогаш дека јас сум бил коалиција и сум гласал ново вработување. Значи, кога гласав градежен инспектор да имаме наш, не чинеше оти сум бил коалиција. Сега кога градежниот инспектор заминал, треба да имаме градежен инспектор кој што ќе ги брани најдобро нашите интереси. Од тука не знам дали, очигледно вие сте во право, вашето мислење се совпаѓа со мене, но
на вашата политичка партия мислењето не се совпега, ни со моето, ни со вашето. И сакам да поинтирам дека точно е дека го поддржам вашиот став, дека ни треба народ, наш човек. Но кога треба да ги носиме тие одлуки и кога треба да поставиме наш човек од нашето населено место, тогаш кога треба да одлучиме за граѓаните да имаат градежен инспектор во Богдановци, а не да се гради кој како ќе стигне, тогаш се префрла топката на политика. И ајде коалиција овој, коалиција оној. Ние сме тука за да спречиме лоши политики, да гласаме добри политики, да дадеме предлози, да одбиеме предлози. Благодарам. Благодарам, Михаил. Дали некој се јавил на збор? Бидејќи никој не се јавил на збор, точката 2, предлог одлука за остварување на МЕГИ и општинска соработка на општина Богдановци со општина Гевгелија е ставено на гласање. Кој е за? Кој е против? Воздържани? Констатирам дека точката е усвоена со 9 гласа за и 1 глас воздържан. Точка 3. Предлог годишен план за вработување на општина Богдановци за 2025 година. Повели за нешто? До советниците е доставен предлог годишен план за вработување за 2025 година. И согласно планот за вработување, значи во првата табела е внесена моменталната состојба на вработените и планирано едно ново вработување до крајот на годината, значи заклучно 31 декември, кој што беше изгласан во претходните измени на годишниот план. За наредната година, 2025 година, е планирано едно испразнување на работни места по основ на пензионирање, односно на референт комунален редар. Планирани нови вработувања за следната година е работното место кое што ќе биде испразнето по основ на пензионирање комунален редар и се планираат уште две други работни места кои што не се потполнети претходно, значи во одделението за локален економски развој и во одделението за комунални дејности и заштита на животната средина. Се извинувам, може да треба да се додадат и работните места, двете. Значи овде ќе бидат на место број 2. Ако може, значи само 5 минути пауза да ги прочитам, да ви го кажам. Се извинувам, тука не се напише. Значи се работи за работно место во одделение за локален економски развој, УФР 0101-202 или виш соработник за евалуација на проекти и аналитика на локалниот економски развој. Значи само називот на работното место треба да се додаде под шифрата. И по тоа во одделението за комунални дејности и заштита на животната средина, иста шифра, УФР 0101-202, виш соработник за комунални дејности, патишта и улици. Благодарам, Монетка. Дали некој се јавил во збор? Јас ќе земам збор. Исто така и моја точка нема да биде поддржана од моја страна. Предлагачот би требало да биде тука да образложи потребата за вработување, кои са, зашо треба да се вработат уште двојца допълнително, тројца лично сметано и още на Богдановци няма какво. Дали некој се јавил збор? Повели Михаил? Јас ќе задржам моето право да гласам воздржан, бидејќи предлагачот не е тука да ни објасни точно зашто се потребни овие две нови вработувања, претходната е испразната со пензионирање. Така да, иако мислам дека во овие две области би требало да има, ако се зголеми ефикасноста на овие две одделенија, имајќи предвид дека локалниот економски развој се базира само на улички и личнаци, а не ја врши таа своја основа
функција локален економски развој буквално, туку е повеќе кај нас во општината насочено кон урбанизам и градежништво. И во другиот дел може да констатирам дека доколку дојде до помош во однос на носење на генералните урбанистички плани, средување на документацијата, бидејќи имаме едно страшно оделение кое што е нефункционално за урбанизам, може би требало да има вработување, но тоа секак зависи од кадрите, зависи од нивната квалификуваност, зависи од тоа дали ќе дојдат од партиските кулари луѓе или ќе дојдат стручни луѓе кои што ќе носат општината напред. Благодарам. Да, Михаил, дали некој друг се јавува во збор? Повели Слатров? Тука градоначалник не може да не објасня, сигурни су и знаеме да имаме потреба, не може да немаме потреба за локален економски развој. Во соседните општини да разгледаме, мислам од Иструмица има околу 30 работени, Гевгелија се над 10 и како е важно за општината локален економски развој. И секој ново вработување, до сега зборувавме за колку и како ни е потребно дома да си ги завршуваме на работите, а знаеме во тоа оделение и таму ќе имаме близу пензионирање, така да ќе го оставиме оделението скоро празно. Јас би бил за овој предлог, така да за ново вработување треба да се посиме, значи не значи оди ќе се реализира, така да тоа е план, треба да имаме барем две условия да даде основ на општината да оди напред. Благодарам. Благодарам, Слатров. Дали некој друг се јавува во збор? Повели Шалдаров? Мислам дека ова е многу битна работа, затоа што да примаш човек во лерата и да работи таму не може да донесе го од улицата и одма прави проект. Значи треба таму да се подучи човек и да се спрема за таа работа. И затоа може и добро да се прима за да има време тој човек да се обучи таму, за да може понатаму да работи како што треба и да се врши работа како што треба. И затоа мислам дека треба да тоа да се. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг се јавува во збор? Бидејќи никој не се јавува во збор, точка 3, предлог годишен план за вработување на општина Богдан за 2025 година го ставам на гласање. Кој е за? Кој е против? Здржани? Констатирам дека точка 3 не е усвоена со 4 гласа за, 5 гласа против и 1 глас воздржан. Точка 4. Предлог одлука за продолжување на работно време на угостителски објекти во населено место Ѓавото, општина Богданци. Повели Мерка. Согласно програмата за финансирање на културни активности на територијата на општина Богданци беа опфатени во кои денови ќе може да се врши продолжување на работното време на угостителските објекти и согласно барањето од страна на луѓе од населеното место Ѓавото, поради одржување на панагирот се предлага да се продолжи работното време за во деновите 27 и 28 август, вторник наспроти среда и среда наспроти четврток за 2 часа. Благодарам, Мерка. Дали некој се јавува во збор? Никој не се јавува во збор, точката 4. Предлог одлука за продолжување на работно време на угостителски објекти во населено место Ѓавото, општина Богданци е ставено усвојување. Кој е за? Констатирам дека точката 4 е усвоена со 10 гласа за. Точка 5. Предлог одлука за продолжување на работно време на угостителски објекти во општина Богданци. Кој е Мерка? Исто така со програмата за финансирање на културните активности за 2024 година на барање на собственици на угостителски објекти од минатата година беше опфатено дека ќе се направи продолжување на работното време на последната сабота во месец август за 2 часа. Согласно тоа, значи последна сабота во август се паѓа 31 август и се врши продолжување на работното време за 2 часа, сабота наспреди недела. Благодарам, Мерка. Дали некој се јавува во збор?
Бидејќи никој не се јавува збор, точката 5, предлог одлука за продолжување на работно време на угостителски објекти во општина Богданци е ставено на усвојување. Кој е за? Констатирам дека точката е усвоена со 10 гласа за. Точка 6. Годишен извештај на ОУ Петро Мусе Богданци за учебната 2023-2024 година. Тука е во Само се. не, директор. Велика. Съветници, вие доставяме по електронска форма и годишна извеща за работа на ОУ Петър Мусе Богданци за учебна 23-24 и за наредни точки да се достави. Аз ги пращам само на събраците и заклуча за спокойшо се, дека съгласно наставени план и програма за учебната 23-24 планира се 25-126, реализирано 24-906 или 99,12. Това е ради деновите, кои ще се пратят за празници. Потоа има коефициент на успех, кој сте изнесува 0,98 на крајот на учебната година. Подобрени состојбот се нагледни средства, професионалните развои на наставниците и екстра-лимитирано се развиваше според динамиките предвидено од БРУМ и МОН и програмите за наставните обучувачи, кои се обврзани да допринесат стекнатото знаење од следење на семинарите, продолжува соработката со партнер училиште на Кинедерал, соработка со локална самоуправа, општина, меѓународни организации, невладени организации преку разни проекти, комунитарни акции и други активности и условите знаете заради кровот понатаму продолжува. Тоа се, ќе го кажам како отворен проблем и потребите на училиште, значително прекусување на кровот после реновирањето, замената на подовите, целосно реновирање на фасадата на зградата во Богданци и изградба на физкултурна сала. Баран директор, дали некој се јавува збор? Повели Борис. До директорот е прашање да се прифати амандманот што го подесева прошлата година од 2.300.000 денара во однос на реконструкцијата на кровот. Дали можете да ни кажете што се направи со тие средства? Разговарав сега со техничката, со градежниот беа преку летото, техничка конструкција беа проектантот, одговорниот на општината градоначалникот и представникот градежниот дел, дека ќе се прави нов проект за тој дел, да се изврши санацијата. Јас разговарав пред недела пак со градоначалникот, вика поставката е во тек да се направи мини проект. Значи, он рече дека таа е нивна обврска, градоначалникот, тоест општината е основач на самото училиште и он се ја преземава обврската. Тоа пред месец дена беа понајжешто по 12 сат се качуваме горе на кровот да види што како и да се изнајде решение. И да се реши да и на мене да ме мане главата и на вас исто. И баш сега со Соња разговарах тука, вика, ние чекаме да го направат нови проект, па да се разпише тендер, па после да се реши и да се тргне од главата. Баран директор, повели Стојме. Директоре, се разговарал се по омовето така буквално нека. Ова општина Добрички план не е решен. Тук ништо нема решено, кров нема решено. Вардарци го решија, оти требаше да се реши още побрзо. Значи, од разговарање до дефинирање, кажеме јас тебе имам многу хубаво прашање. Ако не даде Боже нешто во школото се случи, как мислиш ти ќе поминиш, кажи на мене, дај ми одговор. Не Соња ја запитал, Соња не знае дома да се оди. Колега, задржајте ниво. И дај ми одговор за тоа, а Соња или тој градоначалник там, тие се незаинтересирани за оваа општина. Они си имат други идеи и цели. Да изкарат 2 динара во животот и ја се скријат. Дај ми одговор на прашањето што ќе биде, не дај Боже, нешто се случи, ти кај мислиш да треба да поминиш? Само ми кажи. Повели директор. На секој наставнички совет во училиште исто прашање да постават колегите. Јас им кажам, јас сум прв што ќе бидам против да се затвори школото, да не работна среда дека не се реша. Значи јас сум прв. Оти јас уште 2 години имам до пензија, на мене 28 година во школу. Јас уште од почетокот до сега има тука голем дел мислам беа ученици. Значи јас знам нешто поминавам ние. Јас најмногу се борам за да се реши тоа решение. Повели Стојме, Директор реплика. доста се бори, не се бори, веќе дај си оставка. За да се спасиш ти, да пропишеш на другите. Ако ме слушате мене, тоа може да го направиш, верувам. Ти не можеш варват да завршиш. Дај си оставка
И ви изпасна како отговорен човек, а се префърли отговорност на друг. Повели Елена. На реплика до колегата съветник. Реално топката е во наши ръце. Основач община Богданци. Мислам дека доволно ясно се изясни директор. Ние трябва сега да го решим овој проблем. Тоа е тоа општина, општинска администрација и советот на општина Богданци. Ние сме тие што треба сега да ја изтезиме работата барем. Јас така мислам, пошто основач на тоа школа е општина. Сега топката е тука префрлена. Само што ние треба да биме реални и свесни. Не да бранам директор или некој да бранам. Треба да кажем во чии ръце е сега проблемот, ама мислам да е тука веќе проблем. Ако се нафатила општината со проекта да го решава, ние треба да жуткиме. Зашо до сега не е решено? Зашо вие 3 месеца цело лето сето во не е завршено? И реално ние 3 месеца идеме на совет, па никој не пита додека е проблемот со школата. Дали општината и дали општинската администрација дело што се занимава со тој проблем, нешто направил во овој летен период. На вие жешкави барем времето е убаво, сега ако почне дождото, па ќе биде проблем. Времето не го бива за да се направи кров. И аз мислам така, не е да бранам некој, значи не бранам никој, ситуацијата не е во ред тотално. Ама тука главен проблем сега е општината. И да дејте ние да шутнем. Хајде ние да се заангажираме. Защото сега нищо, ни проект не е решен. Ако са отделили средства, ако има средства. Дека е отделението, що се занимава за оваа работа. Защо не го направил, решил този проблем 3 месеца? На вие обаведена. Хайде, има други поставки, чекаме датата да се запазат, да не ли се съвлече со некои си протоколи. Ама веќе кој е во ръците на општина Богданци, а ние сме тук като най-отговорни в оваа општина и сега си играеме на топка, ќе ја префрлим дали до директорите или е тук. Ясно, проблемът е в общината сега, она е задължена. Она е задължена. Да дейте па ние да шуткиме да го решим. Хайде да видим што се случило, додека е този проект да стане. Или ќе го чекаме сега ние 12 месеца, некој да го църпа. Едно кратко само, за да не ми избега мислата. Значи, Елена, напълно съгласен с теб, ама ние като совет сме съвършили нашата работа, сме изгласали амандман 2 милиона и 300 хиляди наши. Сега проблемът, защо некои от 1 януари не почна това да го правят, значи и аз, защото разбрах директор, още сега немаме документация, немаме, значи да се разпише тендер, па поставките, нема да нафата декември месец, няма шанс да се завършат. И сега проблемът е тук, ние можем и 10 амандмана да поменим и такова, некој, ако не сак да се работи тази работа, ако па всеки ден да му седам в канцеларията и да му триям лук на главата и па сега всеки ден силна отговорност. Точно, съгласен беше да напахме, например, сега го напахме ние директор, тук да се караме, а реално топката е на друго место. Точно така, съгласен с теб, ама то, значи, стой на първи път ще сборя или реплика. Колежке, 100% си го право. Една работа да ви кажем защо не се потегнала инициатива от това община, т.е. от шефът на това община, защо не сака да завърши. По директива е добиян тендерът за правене на кров. По директива е напишена цента. По директива е направено като не трябва. Он няма ни право, ни можност, ни па може негде да интервенира, за да може да се реагира, за да се направи кров. То е едно. Затова не се презема нищо от него. Втора работа. Значи ние како обични люди. И аз като се качих на кровот, дойде шефът. Знаеш кой избора да ми кажеш шефът на Богданци? Кой си тия се качиш на кровот? Кой съм аз? Аз сам го направям кровот. Он нека бера пари, му трябва до живот. Не е проблем нищо. Ама не да не може да падне кровот. Не знам как се помине. Все му е дозволено, вие се изразите на друг начин, много кажи. Парите определи не се е дадено, трябва да се направи кровот. Е не заинтересиран. Браво. Знаете защо? Оте няма за мене. Друго нещо ви казвам. Защо е достатъчно Вардарски? То е исто. И там го направи исто и го направи Сокожев. Не си крадете. Отговорност за презема. Не да мислим да види го Богданци, го гледат веќе това. Ако не може да го видят, ако живеят още в догма, то е един проблем. А отговорността, я ще да направим с него кажем, дом всеки ден там да ме върте. Не можем. Не може да върте, защо? Он има сита права, надлежности и доза от нас.
да спроведе. Не може да најде на група градежна од Богданци. Сите делки што направија. Алфа проект, со патеки, со матеки, да направат кров. Кровот се прави со многу малку пари. Тие си многу пари што ги украдени. Тоа е мојот став, да знаете зашто се работи кров. А сакате ние поединечно оставаме да направиме, ќе направиме. Тоа е мојот став. Повели Михаил. Трета година поред. Трети извештај. И ќе си одмор и нема да ги направи. И ќе си, да кажа председател, ќе заврши нашиот мандат и ќе искористиме на, как беше таа, криминал 100. Криминал 100, 12 милиона денара. 10 милиона и 200 и милион и 800 ДДВ, 12 милиона денара, 200.000 евра. Имаше проект, показна вежба како се гради кров што тече, нов. Ај што немаше, што има замерки минатите години, службите, ДИС, инспекторатите, дека има влага претерана внатре, па се шминкаше внатре, не тече толку за да не се гледа. Па бевме заедно, да, со советник Дронов горе, видовме таму што се правило и како се правило. Прво и основно, колега Дронов, овој криминал има име и презиме. Мила Царовска. Министер за образование, подписник на проектот, прв и одговорен за школото што прокиснува во Богданци кровот од 200.000 евра, е таа Мила Царовска што сега не постои на телевизија и никаде. Буквално здиплено е, направено е што треба да се направи, ама не така како што треба, и завршена е работа. Втора работа, ние немавме право 2 години да интервенираме на кровот, бидејќи имавме гаранција као деме. Па едно сливниче, второ сливниче, трето сливниче, поправај сливник до овој сливник, до оној сливник. Не бе само купување време. За да помине гарантниот период на извршителот Бетонида Доел Тетово. Да не го реконструира кровот и да не ги реши проблемите. А и па проблемот што е што децата што во какви услови? Прво треба тука една кривична одговорност, прво и основно, а втора идно и неодложно, која веќе нема кој да ни го направи државна власт, централна власт, веројатно, никој не се замара буквално со Петар Мусев, освен ние тука 3 години што збориме, и по телевизија не имаше, и по седмици, и се живо и диво, за овој кров, и ништо не е решено уште. Ке мора да се земеме работата во своја раце. И ке мора подитно да се реши тој проблем. На шефот, дали му одговара или не му одговара, тоа е негова работа. Ние, јас предлагам на наредна седмица, според тоа што се одделени парични средства, ќе се поднесе на предлог одлука за започнување на изработка на проектна документација со рок. Со рок одлука на Совет, која што одлука доколку не се почитува по тоа страна на градоначалник, се подлежи на кривична подставка и отговорност. Благодарам. Толку имам. Рада, Михаил. Дали некој друг се јава во збор? Кој да се брои до Петар Мусев се кровот не е такова. Сега не е извештај, али мање бити скаснава масата што. Дали има некој за збор? Бидејќи никој нема за збор, точка 6. Годишен извештај на ООУ Петар Мусев Богданци за учебната 2023-2024. Оставам на гласење. Кој е за? Против? Констатирам дека точката е усвоена со 7 гласа за и 4 гласа против. Годишна програма на ООУ Петар Мусев Богданци за учебната 2024-2025 година. Повеќе директор. Годишната програма исто така и беше доставена во електронска форма. Јас тука и на наставнички и секаде реагирам, бидејќи основните училишта со законот кој што го донесе од 2019 сме обврзани до 15 август да се достави до општината, што мислам дека тоа е најголемиот пропуст. Цело лето треба вработените да изготват годишната програма. Тоа од 8 август што е донесено од 2019 и сега ние овие 4 години, 5 ова, се сме должни да доставим декларација.
Новост кај нас е што оваа година, од минатата година, уште не е завршена, од 407 ученици ќе запишеме 421 ученик. Значи ќе имаме 421 ученик у централното вкупно со подрачното и прв пат во подрачното ја минавме бројката од 20 ученика, сега ќе имаме 20 ученика во подрачното во Гјалото. Да не ги повторам работа и тука исто пак е ставено за кровот, за санацијата, за сите работи кои што беа во годишната извештај, исто ни се ставени и во годишната програма. Ако имате прашање, слободно. И за тоа беше доставено, бидејќи во прва година запишаме 55 ученика од централното со 3 ученика со посебни потреби, ја надминува од границите и за тоа барахме од вас и доставено од Министерство веќе месец и полдена никаков одговор немаме за трета паралелка, плюс 5 ученика имаме запишено во Гјалото, значи тоа се над 60 ќе надминат купна број на првогодинци. Не знам толкова е оваа генерација, поголем број на ученици. Колку не? Дали некој се јава за два? Повеќе Мила. Извини, може да прекинам претходно. Се, наидуваме на проблем. Во годишните извештаи ни се појават многу изостаници, извини, колешка ги беше Анила. Над 2 километри секоја година од бирото ни достават што надминат 2 км, дали може да се организира превоз. Имаме проблем ученици што живеат горе на шталите, кога е зимски услови, нема превоз и дали може како иницијатива и од стручната служба без мене да ја доставиме ние како барање над 2 км да се организира превоз кој ќе го обезбеди општината. Знам дека пак ја профали топката на нас, тие во зимски услови да доаѓаат на учениците со организиран превоз. Таму има 10 на 12 ученика што и после бројот на изостаниците се зголема само заради тие неколку деца. Има ли 2 км? Има повеќе од 2 км. Има повеќе од 2 км. Тие се горе, скроз горе на гимназија. Тоа беше, извини, Анила пак ще да продолжи. Директор, тоа сигурно можеш од собствени средства да го... Не, доста ќе биде. Уште следните собота, па ќе го дискутираме. Повелен. Прашањето до директорот ми е колкав е стварниот број на ученици за прво одделение, бидејќи најавени се изсадувања, во јуни беа 55, а сега во годишната програма се 60 деца. Со 5 јавото е. Со јавот со 60. Добро. Во точка 2.6 во план за обновување стои училница за нова паралелка. Значи една паралелка треба да учи училишниот подрум, така? Имаме ли стандарти како каде треба да како ќе одлучи мислам една паралелка треба таму да Пред мене директорка таму 2 простори ја опреми, таму учи. Затоа тие се како резерва ги чули. Пред кујната идат тие. Тоа техничко е таму, ликовно е таму, музичко е таму, значи во тој дел. Тие се поопремани од друштво. Кој што знае. Од Стефанов, претходно пред нашо река. Дали некој друг се јава во збор? Повели Карпеев. Во моето, јас повеќе ќе се задржам за часот. Тука има една интересна работа. Не знам, директорот изгледа не го знае законот или така му беа напишано часото. Дали знаете дека ЕСР-от или односно електронски систем за административна работа на училиштата не смеете да го дават на област? И зашо лицето, што веќе 15 години работи там, а лани го држише во ЕСР, но се одземани и се дадено на лица што ќе одат на област или ќе бидат договор на дело. Тоа ми е првото прашање. Второто прашање. Има Добро, сега тоа, па после ќе вземам пак. Благодарам. Поведнете. На кој мислите на тие 15 Снежи ги работеше претходно што не се плаќаа? Последните 3 години ги работеше Богдан Марков, Петор. Он има
решение на половин фонд, 10 часа му се обезбедена информатика, 10 часа се на Ристо Чърчев и затова тия часа пак ще трябва да надминат на някой от да бие пак на област. Добро, защо не са дадени на Ристо Чърчев и не на Боголи? И пак надминат, ние им на решението 10 часа му го обезбедена. Кой ги държа лимита часови информатика и техничко? Трябва да обезбедим друг наставник. Ако му даме асесора на него. Ясно е ясно това. Затова вие да А знаете ли, не е законски довод? Знам. Благодаря. Благодарам. Дали някой друг се ява сбор? Поли Борис? Аз имам едно прашање. Прошлата учебна година имамо предложение дека наставниците ќе останат нели 5 часови, 36 деца од 6 оделенија ќе бидат поделени во 3 паралелки, 3 паралелки со по 12 деца. Дали се добија позитивно мислење од Министерството за тие 3 паралелки и која е причината што оваа учебна година не ги спојуваме во 2 паралелки? Нели имаме на предходна седмица барање, сегашното 6 шове, 5 шове, сега го поделиме, а тие се враќат заради бројот на часовите после на наставници. Значи тие си останат па на 2 паралелки се продолжува. Само во 6, да излезеат 3 паралелки во 9-то и затоа мора се од 6 пата почне со 3 паралелки. Дали некој друг се јава сбор? Бидејќи никој не се јава сбор, точка 7. Годишна програма на ООУ Петър Нусев Богдановци за учебната 2024-2025 година е ставено на гласане. Кој е за? Кој е против? Воздржани? Констатирам дека точката 7 е усвоена со 6 гласа за, 4 гласа против и 1 глас воздржан. Точка 8. Годишен извештај на ООУ Кирил и Методи Стојаково за учебната 2025-2024 година. Повелите. Добър ден на сите. Годишният извештај за работата на основното училище Кирил и Методи Стојаково во учебната 23-24 година е отсликува целокупната работа на училището во минатата учебна година и е сочинет врз основа на целокупната евиденција и документација која се води во училиштето. Извештајот како составни делови се среќаваат извештаи за реализација на задолжителна настава, додатна, дополнителна, во наставни активности, надпревари, професионално усовршување на наставниците и ред други, меѓутоа ќе се зададем само на заклучните соблюдувања. Наставата и сите во наставни активности се реализирани според планирањето во рамките на 180 наставни денови. Реализирани се 191 часа додатна настава и 171 часа дополнителна настава. Средниот успех на учениците од четврто, бидејќи до трето оделение се оценети, од четврто до 9 оделение изнесува 4,24 и е идентичен со успехот од минатата учебна година, а конкретно успехот на учениците во предметна настава, значи од 6 до 9 оделение, исто така останал непроменет како минатата учебна година, 4,12. Поведението на сите ученици е оценето со примерно. Во делот на просторно-технички услови промените се подовите на втори училници на вториот спрат од училиштето, поточно 6 кабинета, односно училници, поставени се ламинатни подови, набавени се неколку мултифункционални уреди, лектирни изданија согласно новите наставни програми, печатана литература за деца и во училишниот двор е поставена на постоечка кабина монтажна пробна конструкција која во иднина е биде наменета, планирана за медиатека. Во второто полугодие е доопремена и сензорната соба со проект на Општина Богданици. Во соработка со Министерството за труд и социјална политика, со средства од Светска банка, опремена е со реквизити за сензорна интеграција, поточно со реквизити за крупна фина моторика, координација и слично, со што може да кажеме дека во моментот училиште располага со опремена сензорна соба, која представува стимулативна средина за сите деца кои ќе имаат потреба од неја. Во кратки црти тоа е извештајот за Дали некој се јава во збор? Бидејќи никој не се јава во збор,
Точка 8. Годишен извещен на ООО Кирил и Методи Стояков за учебната 2023-2024 година, оставам на гласуване. Кой е за? Кой е против? Въздържани? Констатирам дека точката е усвоена с 8 гласа за, 2 гласа въздържани и 1 член на СОАТът се иззема гласение, велики е работа на институцията. Точка 9. Годишна програма на ООО Кирил и Методи Стояков за учебната 2024-2025 година. Годишната програма на Основното училище Кирил и Методи Стояково за наредната учебна година, отношен 24-25, е изработена съгласно новият правилник за развойна и годишна програма, донесен в април месец 2024 година и върховствена на развойната програма. Во нея е изпланирана целокупната възпитно-образовна дейност во обем и разпоред како што одговара на планот и програмата за основно образование. Годишната програма е сочинуваат програми на стручни тела, органи во училиштето, приоритети, ученички организации и ред други и многу други прилози обем на оваа година, кои се битни за функционирање на училиштето. Учебната 24-25 година ќе започнеме со 113 ученика, 3 повеќе од минатата учебна година, од кои 105 се во централното и 8 деца се во подрачното училиште. Ќе се задржам на трите приоритети кои се поставени. Првиот приоритет е поголема вклученост на учениците во наставни активности. Се мисли на проекти кои се реализираат во наставните активности со наставниците, ученици наставници, кои може да бидат поврзани со настава, но не мора да бидат, како например проекти за промоција на читање во училиштето, во предучилишните установи, проекти поврзување на математика со секојдневниот живот, ликовни, меѓуетнички, еколошки и така натаму, испланирани се во прилог 17 во годишната програма. Вториот приоритет, како и минатата година, е стандарно професионален и кариерен развој на наставниот кадар и стручната служба, меѓутоа оваа година фокусот ќе се стави на обуки за емоционално, физички и социјални потреби на учениците. И третиот приоритет е за одградежен карактер, именно реновирање на северната страна на училишната зграда, на фасадата, која фасада под дејство на надворешните влијанија почнува да се изронува и представува не е безбедно за учениците докато престојуваат во училишниот двор. Сите овие приоритети се извлечени од развојната програма на училиштето. Благодарам, директорке. Дали некој се јавува за збор? Никој не се јавува за збор. Точка 9. Годишна програма на ООО Кирил и Методи Стояков за учебната 2024-2025 година е става на гласни. Кој е за? Констатирам дека годишната програма е усвоена со 10 гласа за и 1 член на СОАТот се иззема гласење, визните е работа за институцијата. Благодарам за това. Пријатно. Пауза да. Поволи, Иване? Айде, стига. Добър ден. Само секунда. Точка 10. Предлог измене на годишен план за православение во ЕОУ Дом на култура Бран Петлюша Богданец за 2024 година. Збор е даван на представниците од институцијата. Поволи, Иванко. Добър ден, почитувани съветници, почитувани председател. Во однос на измената на годишниот план за вратување на 24 година, сметам дека при доставата на истата на вас ви беше убаво образложено, прекрасно напишено зошто ова се случува и али заради транспарентност, ево јас повторно ќе се разложам, а со тоа се надам дека ќе ви објаснам некои работи за кои што вие твърдите дека не ги знаете. Министерството за јавна администрација ви укажа на инаков начин на пополнување на образецот, за кој што ние, како институција, сметаме дека не е добар, заради тоа што не може два различни формати на образец да бидат во еден образец. Истиот беше препратен. Истиот беше препратен до советниците, јасно да е. Поради тоа што ние не можеме, тој е застарен или недоволно јасен, или ниту пак инструкциите се како што треба за да знаеме што да правиме. Али тоа е тема на друг разговор. Сега, постапувајќи по предметното укажување,
изготвихме цялостна нова измена, от причина, што немаме можност да направиме корекции само на дел од образецот, бидејќи тој истиот, ако го пуштиме под истиот деловоден број, ќе имаме два вида неправилности, кои што јас не можем да ги дозволам. Едниот е ние да пуштиме корекција без ваша дозвола, односно мора да помине главен совет, а второто би значило дека од нашата институција ќе избрне исти документ, т.е. два различни документа со исти деловоден број. Значи тоа не е прифатливо. Некој што се ја знае работата, знае дека тоа не може да бъде. Добро, сега нови се вие, да се научите. Без разлика. Сега. Затоа сега барам од вас да бидете реални и транспарентни и без разлика на тоа како ви ја кажеме или како треба да направите, да ја сватите хитност и ургентност на ситуацијата и да не го осекатуваме домот од сует и јега и да го изгласиме овој план, како и наредната точка. Фала ви многу. Повели како има прашање. Благодарам, директоре. Дали некој се јава во збор? Коли Михаил? Мора да прашам, ово е измената за поради пензионирање, така? Не, тоа е 2024 е тоа. А, да, 2024 е тоа, 2025 да. И сега новата администрација, што е јавната администрација, не прифаќа, има некои нови правила да игра, така? По начинот на... Значи, по начинот на попълнувањето има некои... Сега ме враќаат, па ние треба да ви дадеме согласност. Вие више дадовте согласност. Вие дадовте согласност, сега го попълнуваме на начина кој што тие го бараат. И ако мислите дека не треба да помне, нека не треба. Добре, додека да се научите. Само ќе би. Само едно допълнително, ако не е проблем. Значи до сега сите планови што се направени додека сум јас работам во домот, пошто јас ги заработам заедно со директорот, сите се помени со позитивно мислење. Тука има укажување, постапувам по укажувањето на тоа. Добро, мерси. Благодариме. Дали некој друг се јава во збор? Бидејќи никој не се јава во збор, точката 10. Предлог измени на годишниот план за вработување на ЈОУ Дом на култура Бранко Петруша Богдан за 2024 година. Ставам на гласни. Кој е за? Кој е против? Воздржани? Констатирам дека точката 10 е усвоена с 7 гласа за и 4 гласа воздржани. Точка 11. Предлог годишен план за вработување на ЈОУ Дом на култура Бранко Петруша Богдан за 2025 година. Борих даваме представницата од институцијата. Повели, Бранко. Благодарам. Почитувани во однос на планот за вработување на 2025 година, би сакал да назначам дека е тесно поврзан со планот за вработување на 2024 година, што значи дека автоматски 2025 година е поврзан со 2026 година. Зашто? Бидејќи доставено на ваше постапување во директна корелација и поврзаност со евентуална реализација и нереализација на годишниот план на 2024 година. Што значи? Тоа е така затоа што истите работни места се потребни да се исполнат со предвидениот план за 2025 година. Ако се пополни 2025 година, 2026 година овој план сега што го поднесуваме за наредната, тоест за наредната година, теконата година што се поднесува за наредната година, ќе трпи измени. Значи, ако се пополни сега ова место, текониот план за наредната година, односно ќе биде променен. Ако не се пополни, нема ќе остане. А дали бев доволно јасен, уште еднаш, може би не се изразив најдобро. Значи, пензионирање е во прашање. Така. Битно е времето кога се реализира. Времето на реализација. Сега, исто така, кога веќе сум тука имам излагање, би сакал да ве поканам на културен настан вечерва. Имаме прекрасен джез концерт на реномирани и наградувани музичари, кои што ќе биде пропратен со исто така и изложба, која што ќе биде блиц изложба се нарекува, бидејќи е само оваа вечер, а исто така утре имате отворено официјално покана за
галерията, односно графичката колонија, изложба на графичката колонија, 17-та поред, која што се одржува во домот. Ние имаме меморандум за соработка и ми е чест и задоволство и со гордост го најавам тој и ве поканам. Сега, во однос на ова како ќе гласате, не можам да ви се мешам, не можам да ви кажувам. Јас сум тука да ви ги укажам, да ви кажам каква е реалност. Како прво се појави пост од групата, пратеничката група на ВМРО ДПМНЕ, советничката се извинувам, не од советничката, беше од ОК. Сега, мене малку чувствувам одговорност да ви одговорам на прашањата и искрено да ви кажам, се исплашив. Бидејќи не знам дали е по-лошо од ширењето на невистината или дали вие стварно верувате во тоа и не знам што е по-лошо, дали стварно верувате во тоа или ширењето на невистината. Значи, ние имаме, домот не може да не функционира партиски, не знам зашто немате го приметено во сега тоа. Значи, ние сме излегували во сусрети на едните и на другите. Треба ли сега да се затвори работно место после пензионирање, да ги изгубиме тие средства и некоја семејство да остане без работа, без разлика дали ќе биде од едните или од другите. Овие работни места се влечат од 2020 година. Молим те. Имам план за вработување 2020. Може да потврда. Истото работно место. Го бараме 5 години. Не за пензионирање, него за друго. 5 години. Ако беше ова партиски, до сега ова место работно ќе беше решено. 2021 може да потврда. Сите години ги ставиш. 2022 може да потврда председател. 2023 може да потврда. 2024 може да потврда. 2025 и 2026 пак. Доаѓаме на ситуација, стручно кажана, молчење на администрацијата, заради тоа што ние имаме финансиска конструкција за тоа работно место, а Министерството за финансии буквално не игнорира, не одговара ни со одобрено, ни со неодобрено и така натаму и така натаму. Се осеќам навредено заради тоа што вашата политичка партија пишува дека тоа се работни места со наратив дека више готово локалната власт, она треба да го пополни тоа работно место. Мислам, не ме сваќајте буквално, јас сум тука да ви кажам каква е реалната ситуација и очекувам повеќе разбирање од вас. Сега, пензионирањето на работник, ако постапите така како што планирате да постапите, не се изгласа, например, ние ќе изгубиме многу повеќе. Вие сте сами свесни дека ние сме многу малк број на вработени, имаме без разлика што сме цврст кадар, имаме дефицит на работни места. Ако чекате да се пополни наредната година, тоа е више папала маца. Значи ќе го изгубиме работното место и оттаму работите ќе почнат да се рушат како кула од карти. Заради тоа што ние сега и така самите покриваме секој од нас по минимум 3-4 работни места и некако, значи, ги задоволуваме потребите на граѓаните во однос на културата, колку и да е тоа во рамките на финансиските средства. Али ве замолувам за апел, за разбирање, да знаете, да сватите дека со ова нема да направиме ништо добро за боганци. Значи, ова ќе бидат долгорочни последици, ќе ги осеќаме прво и после тоа. Значи, јас ви кажувам дека моја должност е да ви укажам на последиците, не да влијам на вашите одлуки, али јавноста мора да знае. Само момент, се взимам светниче, се да изкажа до крај. Нема да има дополнителни финансиски импликации ни по општината, ни по буџетот, ни по нашите институции, заради тоа што едното работно место го бараме со години, а друго е пополнување на пензионирање, на место на пензионер, кој што ако го изгубиме, ќе останеме тројца и така натаму, на крај после ќе нема настани, ќе нема ова, ќе нема она, а вие пак ќе треба вие да ги гласате тие завршни сметки. И извешки, се извинувам. Ви благодарам,
слово, ако имате прашање. Поликарпе. Много голяма храброст в оваа партия да се спомени. Немше Потър. Всеки си има своя мислене. Грешка. Второ, пред 8 години ти памтиш ли да му така изглежда? Памтиш? Не можеш да кажеш от ВМРО да помага, нема грижа спрямо културата и спрямо дома. Как това така? Друго, 5 години го бъркиш това работно место. Точно. Оти не го добия. Вајде оти не сум партиски. Која партия беше на възбрана? И аз сум реален. Нема прекиневи. Тука. Председателя. Оти не го добия пред 5 години. Защо сега? Не пълна година пред изборто. Бъркиш работно место. Ние сме опозиция и това няма да го поддържим. Друго, разпрашай се. Кога беше ВМРО на власт, Советът не беше на ВМРО да помне. Дали в тия 4 години помина едно работно место, не само в дома, сегде, во нито една институция. Затова да замолям да видиш по-култура, всеки има право на своя мислене, на своя излагане. И това е колективна отлука, не е моя, твоя направико на пет. Затова с това... Чия колективна се извинува? По-полезно. Как чия? Нека се да изкаже. Нека се да изкаже после това. Нека се да изкаже. Благодаря. Гледа, че... Да, обовезно. По-полезно. Да му отговорам на пратеник от съветникото. Прашени. Значи... 5 години, ако не бъркна ние место, значи нас на ние гайде. Така, за дома. Нема место, нема. Защото сме криви ние. Не кажа. Колега, Сега вие трябва да ме се слушате, господин съветник. Фала. Значи това е паушално више станато. Ние се бараме место. Не сум аз крив, що не го добиваме местото. Вие пишете, вие имате обявено статус, в който ще више пред време без да чуете. Вие не доаѓате на комисия. Вие не доаѓате на комисия. Аз съм транспарентна и флексибилна личност. Можете да кренете телефон, да ме побарате, да ми поставите овие прашања и да имаше денес да ги водим овие банални муабети. Значи аз ќе ви обяснам на вас се. Значи все пак накрая излезе като партийски. И аз съм в отворен конфликт и с градоначалникот, кој што знаем от другата партия. Значи аз се разправам за името на културата. Ви благодарам, што поддржавате се што е добро, ама тоа не го правите за мене. Благодарам и на другата партия што го поддржава тоа, ама тоа исто не го правиме за мене. Тоа е кој колку воучил дека ќе помогне и е за доброто на општеството. И аз цело време, знаејќи за некои работи дека сум во право, се борам и заради тоа мислам дека ние имаме таков прогрес като институция. Па вие го спомнавте домот како бил. Точно. Да, ама кога влегов и аз домот беше зидови. И срамота е ако сте имали опция, ама пред, сега ви кажам, срамота е ако сте имали опция и средства, да не го... Се извинам. Михаил, аз сега питайте. Срамота е ако сте имали стварно опции и средства и сте можели да го направите това, да не го направите или не сте го направили. Да е за почет, ама това не е нищо ново. Това е исто како се радуваме дека сега ќе ставаме от 21 век канализация. Значи нема логика това. И така натам и така. Не навлегувам по-длабоко во оваа дискусија. Вие самите рековте дека тоа и аз го реков, ама и вие го потврдивте дека е партиски, заради тоа што вашата страна изнесе пост против домот дека партиски ќе се вработува. Ништо не е партиско во домот. И ако сакаме културата да не бие што треба да остане така. А сите партии треба да поддржуваат културата заради тоа што ако вака ние си вртиме грб и си забиваме ножови во грбот, ништо нема да има од нас. Останавме малку луѓе што сакаме да останеме во Богданци да направиме нешто не за нас, него за нашите деца, пошто ние реално немаме уште свест да сватиме дека нашето време е истечено. Истечено е. Не истекло, истечено е. Ние треба да вложуваме во децата, во културата на децата. Затоа се борам да има представи, затоа се борам да ги носат на представи, затоа се борам да има работи кои што воопшто ние не сме недораснати финансиски да ги платиме. И ако е више така и ги тераме работите
да бидеме искрени. И аз имам соработка и со еве сега директорот на Велешки театар е од ВМРО. И аз имам прекрасна соработка со тие луѓе. Не, сакам да кажам, ние соработиме и не гледаме партија или не партија. Значи, мора да се разграничат некои работи. Културата мора да е независна, за да може да функционира без преговори. За другите институции навистина не можем да кажем и не е мое да се мешам, ама за моята институция чувствам отговорност да ви го кажем ова и ви благодарам дори и на вашето посочуване, заради тоа што сега имам аргументи повече. Фала. Накратко само да знам. Значи, и аз не знам дали не се разбирам на тука, значи во моментот кога биле двете опции, иста опција кога била локална и централна власт, домот го бърка работното место и 5 години от страна на Министерството на финанси не го добива. Такава разбрах и аз. Сега в моментот, 6-та година поред го бърка работното место, значи не е нещо ново, не е нещо ново, тук 5 години го бърка. И сега, може би, новата извършна власт, со новата министърка, може ќе го одобри това работно место. И значи не гледам тук политика, значи не гледам как може СДСМ или кой да е политическа партия да влияе на министърката за финанси. Значи 5 години поред го бъркат работното место, не го добивали, ка биле иста власт пред малко. Сега е различна власт, не знам декви сте сумни и толкова ќе може да прави изборно СДСМ да избуксува, да работи ка зависимо от централната власт. Да зависи тук от локалната власт, ви го разбирам, пише Ваня. Али ка зависи от централната власт и 5 години ка не е поминал, не гледам... А има още година и месец дена до избора, да се разберем. Това не са волчи на избори. За година и може да се случат много работа. 3 години са. 3 години. Форета, ама не го добияли, това беше сбор. Значи усилска власт, они го бъркали цяло време. Директор да стопа право да се доизкажа само. Ще издема, разбираш. Да се доизкажам. Няма смисъл за това. Значи директорът не са не знам дали го слушата добре, дали го слушат добре. Значи он кажал ти статусът човек е обяван, статус на... Не, се моля малък сега. Михаил, а ние не смеем да Михаил, се молям сега малък. Значи сега се изкажат някои ставове, що първо не държат место. Поради това, защото ако било партийски, ќе било вработено век, ќе било завършена работа. Значи, они си го бъркат това место континуирано 5 години. От страна на предходната власт извършна, немало слух, за да го добият, да го извършат. Може би, ако го поминва тук на Совет, новата власт, ќе се заинтересира малко повече в културата, може да го одобрят това работно место. Не гледам причина защо не се поддържа. Може ли кратка реплика и ќе бидам много... Хайде, сетено. Да не се усекавме предизвикани, не беше да го има във отговор. А Любе, утро на ден ти ќе бидиш директор и ти ќе ги бъркиш вие работни места. Изволите. Повели, Михаил. Почитувани колеги, почитуван директора на Дом на култура. От кай да почнем? Очигледно голема е темата. Не планирах денес да я начнем, планирах да я оставам оваа седмица като показател на политиките на ВМРО и на СДСМ изминатите 33 години во однос на вработувањата. Но еве директор храбар кога наутро сме се разбудили и двајцата со една визија, а тоа е дека не треба да се откажеме од иднината. Шо е иднината, почитувани колеги советници? Иднината е да створиме услови за идните генерации да живеат по-добро во нашата општина. Иднината не е, не гласам јас за вработување, партиски, непартиски, надпартиски, подпартиски. СДСМ не ни гласаше на нас ни едно вработување, ние кога бехме градоначалници. ВМРО не ни гласаше на нас ни едно вработување, СДСМ кога имаше градоначалник. И се така 33 години.
Каде оди тоа, почитувани колеги и съветници? Тоа оди во, еве денес, не гласате годишен план за вработување Дом на култура. Не гласаме сценско-музичка дејност. 5 години бара согласност од Министерството, за да вработат таков човек. Не дава Министерството. Не дал, СДС бил, не бил. Тука бил СДС, таму беше ДУИ, па не ти дава ДУИ. Шо мора да ти дае сценско-музичка дејност? Соработник во Дом на култура во Богданци. Шо има Богданци култура да има? Кој работеше ово работно место? Почитувани съветници. Кој го работеше? Ако го нема ово работно место? Пополнете, 5 години, аз се бавя. Има ли от сценско-музичката дейност, постоя ли представи и настани во Домот на култура? Дали постоя? И дали сте се запрашали кој ја работеше таа работа? Не знаете. Библиотекар и директор. Не знам колко квадрати, колеги, мислам дека се научам која Борис, браје. Колку пати сме биле на представи, колку квадрати има Домот на култура? 600 квадрати површина. Хигиеничар нема. Кај видовте вие дека не е смукано, не е метено, седници одржававме таму, ни местеа луѓето, микрофони, маси, седници, комплет, цакум, пакум, се живо и диво. Колку представи има, колку буџети има. И сега не гласаме што мора да има библиотека, не мора и библиотека да има Богданович. Зошто? Заинат, пот и они не гласаа на нас. Шо па ние да им гласаме? И ние не им гласаме и тогаш ако имало нещо, сега да нема веќе ништо. Библиотека да нема. Нема потреба да има библиотека. Ма нема потреба ни комунален радар да има. Ма нема потреба ни градежен инспектор да има. Ма каква општинска соработка? Не ти е потребна ни општинска соработка. Михаил, задържи се. Ништо нема потреба. Задържи се. Ништо. Најпотребно од се е и најбитно од се е да се вработи партиски човек. А директорът вика не партиски човек. И кај ќе стигнеме ние, почитувани колеги, со ова? Еве, после имаме и друго. Вработување ќе нема шофер на камион во комунала. Сега ќе нема библиотекар, нема да го гласаме, да нема библиотекар, затворека библиотеката, шо? Или една смена ќе работи таа? Ако дојдеме до таква затечена ситуација, нема опција шо треба да умреме, да спиме в домот, шо, не знам. Така работимо по 5 работи. Сега размислете малку, само малку, дали е во ред или не е во ред оваа политика што се води години и години наназад. Не сме тука од инат. Не е да добијаме. Пак ќе повторам. Не сме од инат. Тука сме за да створиме по-добри услови за живот на граѓаните на општина Богданци. По тоа и ќе напамтат ако створиме нешто. Ако тераме инат и ако затвориме некои работи, ќе напамтат и по тоа. Сега размислите по шо сакате да напамтате. По тоа што ќе нема библиотекар, по тоа што ќе нема шофер на комуналното, на камионот, Това е после сега. ќе нема градежен инспектор наш и така натаму. Ништо, не мора да има ништо. Кров што ни остави несъмнено. Благодарам. Знам, Михаил, той ме баваше сбор или... Дали никой друг се ява в сбор? И дека никой не се ява в сбор, точка 11, предлог годишен план за вработување на ЙОУ, Дом на култура, Бран Петрушев, Богдан за 2025 година го става на гласно. Кой е за? Кой е против? Воздържан. Констатирам дека точката 11 е усвоена с 7 гласа за, 3 гласа против и 1 глас воздържан.
Точка 12. Финансов извещай за материалното и финансово работене на ЕПА комунална частота Богдани за период 1.1.2020. Пауза, Море, няма пауза, аз времето ме битва, няма пауза. Ами ще 2 точки има се, айде държава пауза. Не върне нищо, бе. Ще 2 точки има, айде. Михаил. 5 минути. Миле, брат, Ай сега. Значи, се молям, дали някой дигна ръка да побърка пауза? Не дигна никой ръка. Така, това не е самоволия тук сега. Ай, стануваме пауза правим, силуем. Значи ще 2 точки има. Добро да ги извещай ги. Миле. Още половин саат се задържи. Много побърки бе, дигни ръка, ще как е това? Айде. Нека е така малко. Може пауза да има сега? Побърки с глас. Може пауза, Михаил, да има 5 минути. Благодаря. Това председателе, преди ми говорим да дойде. Точка 12. Финансов извещай за материалното и финансовото работене на ЕПА комунална частота Богданица за период 1.1.2024, 36.2024. Говорим дана на представниците от ЕПА комунална частота. Добър ден на всички. Служителите ще ти покажем податъците за приходите, разходите, средствата, поборуваните обвързките за периода от 1.1 до 36.2024. Що се отнесе до приходите, няма да я читам, всеки е скратно. Ще я читам само, ще има разлика от прошлата година. Приходите за вода са намалени, поради това, що до ЛНБ Арама овде доста голям приход остvarувахме преко нив, сега са изселени и затова поради това намалуваме. Приходите от геобратарина е покачена поради ланското покачуване. Директно, тъй като приходите са доста сголемени в градъчната група и в групата на водоинсталатори. Овде се работи за работехме като подизолувачи от друзи, по тендери. Значи, и остварих нови приходи, затова после и трошиците ке бидат големи трошиците, това беше поради ова причина. И прочитам бройката, значи за 2024 са остварени приходи от 16 милиона 949 344 дена. Трошиците ще се задържат, значи градежни материали, водоинсталаторски материали, поради това, що работехме приходите и всъщност бе остварени, нормално е дека и трошиците да бидат големени. Те се надолзам за надворешни услуги, ако некой сега да кажа защо са толкова големи, това е чистия начин на депонията, 187 400. Исто така, бруто платите веќе знаеме дека се големени за 1 386 740 денари. Трошици за семинари имат значителна разлика, това е управување со отпад. Не моравме да, значи, лице да има представник, тој што има лиценца за управување со отпад, така да ова не е семинар, туку всъщност е полагање за управител. Колко? 36 24 са часовете и 12 полагање. Или купно трошици се направени 17 милиона 207 хиляди и 30 дена. Што значи дека имаме разлика, што јас сум лично задоволен, од купно 257 хиляди 684 дена. Предприятието во загуба 257 хиляди. За разлика од првиот квартал, кај што бевме милион, те го успеахме за скоро 750 хиляди да го намалиме. Ова е без амортизација. Се однесува до магазинот. Магазинот е, средствата во магазинот се зголемени, поради тоа што зафатите со работа моравме да набавиме материјали, да имаме на лагер материјали, и затоа магазинот е малку зголемен. Исто случува, па сите инвентар е намален за разлика од лани. Поборувањето од лани се доста намалени спрема фермите, тоа е за 3 милиона денари.
Што се однесува до обврските се зголемени за 200 дена. Значи, предприятия што ги дължат према другите. Што се однесува до последниот дел, наплата на сметките може да видите значително зголемена од 74%, сега е 81%. Колко отива нещо да праша, нещо неясно, съвет. Дами директоре, дали некој се јава во збор? Повели Стоимир? Директоре, прашање до тебе. Значи, задоволен за тоа што е сработено до сега. Как те е планот до крајот на годината? Ќе биде по-лошо или по-добро? Според твоето работење и програмирање проектна документација. Значи, вака сега. Знаете дека средствата не се добри. Сега успеахме да оствариме доста добар профит овој квартал, затоа што работите. Значи, тоа не зависи од нас. Зависи сепак од пазарот. Ако има, јас сум нон-стоп во текст со случувањата, фирмите што ги преземаме, сакаме да преземаме, да работиме за други фирми. Значи, надвор од нашата дејност, освен што е нормално подигане на смети и водоснабдување, тоа ќе покаже времето. Значи, не зависи тоа бројки од нас. Јас се надам дека ќе имаме доста работа. Ако успееме да фатиме уште некоја работа како подизгледувачи, би можеле да преминеме во плюс, меѓутоа тоа само ќе каже времето. Значи, инаку средствата што ги собираме, фактурите не се доволни за покривање на трошоци. Да не зборуваме за амортизација, да не зборуваме за тоа што се дотраяни веќе сите вози. Значи нема возило што е во добро состојба, освен ЈЦБ-то скипот, гражни машина која што одржаваме тоа на властен сервисар, малку не кошта повеќе, тоа не смееме да ризикуваме, една машина имаме нова и таа се одржаваме како што треба, дори и каско се осигуруваме, значи сите правила и прописи се запазени од таа страна. Значи, реално ни требаат средства, без разлика дали ќе го завршиме во позитива или во негатива годишниот извештај, на комунално предприятие требаат претежно во инвестиции. Тука ќе треба, значи, и општина да помогне, јас сум ќе бидам многу задоволен да се избориме. Јас не барам средства, барам комунално возило и еден тракторно. А останува на нас да се бориме за максимално да бидеме ангажирани на сите места кај што можеме да бидеме, за да покриеме овие сите загуби до сега, што веат доста големи. Лани веа скоро 5 милиона. А сега сме на пола година 275 евро, амортизација да ставиме негде ја поручува 400.000 денари само за пола година е загубата на предпријатието. Повели Стоимир, тоа пат? Фактички сега според тебе да се инвестира во градежниот дел во комуналното предпријатие има некоја предност, сакам да ви кажеш. Тоа кажа дека така да мислиш да ми кажеш кој дел и како се работи ќе биде со општината. Второ, како прашање е испумпаната вода, т.е. кога ви кажете од саат до човек таму горе на пумпата, до фактурираната разлика која имате, тоа ме интересира. И кажи ми колко имаше влияние потрошувачката на вода, водоснабдуването и браната беше пресушена и некои земеделци беа останали без вода. Тие за три прашања што мислам нешто ти го факт. Значи сега вака, имаше доста голема потрошна на водата поради браната. Нормално, затоа им наложи порано, има некои други методи на читање на тие полски водомери на 6 месеци, сега им наложи колкото летен период, читаме секој месец. И затоа лани летото имавме негде 70% загуба, поради тоа не читање редовно на полските водомери, сега загубата е 50%, значи на изпумпана до фактурирана вода. И да, не само поради браната, гледате дека е суша, 2 месеца е 40 степени, значи под дворовите се троши вода,
луѓето си вадат сите и имаме доста голема потрошна вода. Иначе што се однесува до градежната група, не знам дали би можеле да инвестираме, колку би бил тоа. Мислам дека не би бил од голема полза, затоа што ние немаме архитект, немаме градежник во нашето предпријатие, за да може да конкурираме директно од тендер. Освен општината, не знам колку е правно тоа, гледам другите општини, улици кај што треба да се порамнуваат, кај што треба, значи општината да не ангажира, да изvedуваме нон-стоп некои активности кои што се правно засновани, на тој начин да ни се помогне. Ние не бараме директна помош, ама индиректна помош бараме. Значи колку може, пример, некоја улица која што не може да се асфалтира, не може да се бетонира, да се одвојат средства, да не ангажираат нас како предпријатие, како јавно предпријатие, барем да го средуваме патот. Значи и нормално да се наплати тоа. Значи луѓето добиваат, дали ќе бидат преку тампонирање само или тоа што не е дозволено. Иначе во гражданска група инвестиции не би биле од полза, многу од полза. Јас сум повеќе за средства. Реплика. Повеќе стана реплика. Значи, много обширно е 30%, 70%. Дали знаеш точно, да кажем за овој период, че е 6 месеци, да кажеш вкупно изпумпана и вкупно фактурирана, а предходно колко се казвам, за 23-та беше 45% наплата от вкупно, а 65% изгубено. 55. Дали може да кажеш со бројки, или не може 30 со 70 за луѓе случаи да биде? Не ме разбра. Значи 30-70 беше само за летниот период. Се покажа за поради нечидење, лани. Значи лани не зборам за цела година. Значи ево за пресек, за јули месец. Се читаа водомерите во септември, па јули месец имавме 70% загуба, па после во септември да излезе дека имаме само 50% загуба вкупно. Значи загубата се движи околу 50%. Сега дали е 50, па 53, не знам точно, слободно може да горе да дојдете и ќе ви кажем точната бројка. Тоа се гледа одма. Значи не треба ни време, не треба ни да знаем, ќе се видат, да знаем дека ви интересирате и се ни повеќе податоци. Значи тука е загуба. Од 50 до 55%. Не е ни повеќе, не е ни помалку. Дали некој друг се јава во збор? Одговор на... Видно да допълнам. Оле, Любе, записи го прашам. Извини. Значи директор беше доста изцрпен, аз сакам само да го допълна във връзка с струята. Не спомна дека сега сме на свободниот пазар и дека таму цената ни е поехте да може за 20-30%. Сега го добри народ как ќе биде до крај на годината не знаем, но сега сме го добивме и од електричната струја. И како тотал, и како цена на чинење на струјата. А в догледно време, не знаем кога ќе биде завршен проектот со цевките, сега како што спомнам некаде околу 50% имаме загуба фактурирана за изпълнителна струја. Фактурирана до изпумпана до фактурирана, ќе треба да бидат загубите најверојатно не 0, ама 2-3%, ама това не знаем кога е за 2, за 3 или за колку години, а до тоа ще треба да се борим најкратко да издржим. И како што спомня и директор, да се повторуваме, еве јавно и јас и од наше име од управна торби кажем дека и на нас не се потребни помош и средства од општина. Ево нека не бидат пари, нека бидат материјални средства, нека бидат трактор, нека бидат библиотеката, ќе ми се две многу болни точки. Дадеме повеќе Карпеев. Сакам да прашам, не минатиот претходниот пат директорот кажал ќе се заложи за да се направи проектна за фотоволтаици. Сакам да го питам додека работа. Благодарам. Убаво ще пита, болна точка, много залагането от моя страна е доста големо, и това тук застана от спортивната страна. Работата се хоче, сега се сменя закон и сега сме пак на нула. Значи не зависи нищо от нас. Все, що направих, значи моя идея беше, рекох на управен отбор,
отидохме на свободен пазар, сега за 3 месеца сме 1 милион до разлика, от добивка, за разлика ако бехме на Евана. Значи за овие 3 месеца, за струя, за електрична енергия. Сега, значи, не дай Боже само да не се деси 2021, това беше нездраво скачуване на електричната енергия на свободния пазар. Па от това ме е страх, само иначе знаех дека сега ќе бидеме доста опус, и това покажа и финансови извещаи, значи не беше некој ризик, пошто ја пратат ситуацијата уназад година и пол и мислев дека ќе се исплати и навистина се исплати. За овие 3 месеца сме точно 1 милион од добавка во споредба ако останахме на Евана. Не се гледа тоа од бројките, поради тоа што лани на Евана, кога бевме, беше струјата субвенционирана првите 6 месеца. Затоа не се гледа, ама во другиот квартал сигурно ќе се види разлика. И на завршна. Дали, директоре, дали некој друг се јавува за збор? Никој не се јавува за збор. Точка 12. Финансово извештај за материјалното и финансово работење на ЕПО комунално честото Богдан за периодот 1.1.2024, 36.2024 го ставам на гласали. Кој е за? Кој е против? Воздржани? Конституцията по точка 12 не е усвоена с 3 гласа за, 4 гласа против и 2 гласа воздржани. Точка 13. Годишен план за вработување на ЕПО комунално честото Богдан за 2025 година. Повелите? Значи моментално предприятието има вработено предприятие са 37, планирано обработување, това е за пневмоводител плюс същено, што ќе биде сигурно реализирано, значи би трябвало да завършим година со 38. Предприятието, бројката на вработене е доста намалена. Значи от 2023 година до сега, за година и пол, предприятието е намалено за 9 години. Значи, от тој 5 починати, 2 отказа и 2 сами се отидува сега скоро и затоа моје барање, барем последните, како да кажем, последните 20 што се отидува мора да ги подполниме. Значи, не треба, еден од нив беше шофер, еден од нив беше общ работник и затоа во план ми е, значи, за да нормално, да предприятието нормално функционира, ни треба еден водач на комунално возило и еден работник за побирање на след. Други вработување не планирам. Толку, значи за... Има како да Шо? Тоа е лан. Не, тоа е лански. Тоа е веќе усвоен. Тоа там само треба да се реализира. Во тековната година е еден. Го има на првиот лист, на првата страница. Ама тоа е помина няколко ще се Да, кажа. Не е ли директор? Да, помина тоа, ама не е реализирано. Тоа кажа. Не е все още. Не. Значи тоа се планира за оваа година. Още ме държа. Дали некој се јавува збор? Повели Шалдаров? Не, само да питам. Што е работат со Мите Донов на работа и не е на работа, на болување? Не, Мите Донов добива отказно решение. Значи треба да приеме? Не е болување на работа. Значи треба всяко да приеме нов човек на негово место. Зависи. Не зависи, мора да. Добро. И дали е планирано вие да не? Не. Значи работник на сметка имам планирано за еден. Дали ги бил Гостояко и Богданци, да бидам искрен, нямам нищо планирано. Трябва първо да помине план за вработува и па... Кој наредите Стојаков да видат и настојачано му на кабините и геобратерина за гробишта? Гробишта всеки ги се... И сега треба јас некој да му објаснам дека тој ќе ги обрива и гледа гробишта да ќе обичне. И затоа треба да примете од Стојаков. Или го рекна се? Аз гласих. Ајде, само остави. Дај некој друг се јавува да збор. Бидејќи никој не се јавува збор, точка 13. Предлог годишен план за вработување на ЕПО комунално честото Богданци за 2025 година оставам на гласане. Кој е за? Кој е против? Воздржани?
Констатирам дека точката 13 не е усвоена с 3 гласа за, 4 гласа против и 2 гласа въздържали. Прави го. Точка 14. Съветнички прашања. Кој Михаил? До градоначалникот и до директорот на комунално чистот, това веќе е тука. Кога се планира да се извърши кастрење на вегетацијата на локалниот парк Стојаково селение? Съветничките прашања са до градоначалникот. И аз ли сме директор центъра? Значи директорът ќе ви биде писмено. Писмено ќе ви биде, ќе одговорите писмено. Значи имаме точки, не се питате сега на съветнички прашања. Я забравих да го. Хайде, приятел. Дали некој друг има съветнички прашања? Ево, јас Не имам. път пити градоначалник да видим моите На човек. 4.4.2024 година на седница на Совет вземе одлуки дека ще объркаме да се извърши ревизия во материалното и финансово правотење по 2 точки во ООУ Кирил и Методий Стојаково. На истата одлука донесеме допълнување како член 4 от страна на колегата беше предложено да биде 90 дена. Значи от 4.4. изборта поминава до днеска има некъде около 140, не знам точно, 150 дена. И искал да прашам градоначалникот защо не е изпроведал одлуката на Совето, дали го позади щита некој или што е проблемот. Значи одлуката е донесена 18 гласа за. И мислам оти градоначалникот треба да покаже сериозност према Совето, не само да бърка да му донесеме одлуки што и бърка он да гласува точки, а додека ние што и да донесеме не се реализира. Аз нямам никой път да поддържам нищо, сега дека не почне и градоначалникот да си извършва одлуката на Совето. Кој Карпе? Сега не знам дали да биде ти прашање или ти процедурално. Значи не само тоа, јас сега се случиме со Петър Мусов. Добран амандман, изгласан амандман за провод, нема никаква реакција. Ја 9 месеци пример, не е само тоа. От тия амандмани на ние като съветничка група ще ги поднесеме, ще беа прифатани, нема ни един реализиран. И сега во декември дадете амандмани. Ева година нема амандмани. Нема да даваме амандмани. Това е нормално. Нема да даваме амандмани и нека си те како до сега. Благодаря. Ево и толкова време да Дай некој друг има прашање. Доколку нема, тоа е исто пандемија од летија западна. Што треба, што ви